Архитектурата е уметност на планирање, вештина во изработување и обликување градби, кои изградени во своето време стануваат уметност, обележје и историја на тоа време. За старата градска архитектура во Македонија разговарам со мојот гостин, професор Митко Хаджи Пулја од Архитектонскиот факултет при УКИМ. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добре ве најдов. Старите македонски градби представуваат своевидна архитектура и уметност која носи белези од времето кога се создадени. Меѓутоа, кога говориме за старата градска архитектура во Македонија, се мисли на архитектурата во 19-тиот век. Што беше претходно? Да. И претходно беше архитектура. Добро. Прво да се заблагодарам за можноста да се обратам вака на еден поширок аудиториум. Сакам да се заблагодарам и за отварањето на темата како таква, бидејќи таа е важна во однос на дефинирање и одржување, препознавање на идентитетот, било да се работи личен, да почнеме од наједноставно ниво, значи на поединец, на група, па и на цел народ. Значи, архитектурата е важен медиум, всушност архитектурата ја дефинираме како медиум на комуникација. И во таа смисла таа е културолошки феномен. Так. Архитектурата е секогаш производ на културата, на луѓето, на нивната потреба. Одлична дефиниција дадовте претходно. Таа потреба да се комуницира и да се биде заедно. Што беше претходно? Во таа смисла сакам уште неколку збора. Значи, архитектурата од секогаш ја означува всушност цивилизацијата. Так. Човечката цивилизација и се темели на тие два фундаменти, на тие две основи, значи на архитектурата, на архитектонскиот простор и на јазикот како таков. Значи тие два медиума се клучни за дефинирање на целата цивилизација и на наше поединечно очовечување. Во одреден тип на архитектура се однесуваме на еден, во одреден тип на архитектура се однесуваме на друг начин. Морам уште една нагласка да кажам, јас пак си земам за слобода, сепак малку пошироко. Значи архитектурата, архитектонскиот простор во човечката онтологија, во неговото создавање, себе создавање како битие, секогаш представува иницијација. Значи ние во одреден простор, благодарение на просторот како таков, се иницираме, себе препроизведуваме за одредена состојба. Например, јас се однесував на еден начин претходно во холот, на друг начин во предпросторот, на трет начин овдека пред вас и пред силата аудиториум. Што се иницијации? Затоа што самиот простор, амбиентот, моментот и содржината ме повикува. Значи, архитектурата е многу важна за луѓето, таа го означува општеството, како што кажавте, и обратно луѓето преку нејзе го изградуваат општеството, создаваат слика. И токму фокусот денеска на нашиот разговор ќе биде на старата градска архитектура, македонска архитектура, и би сакала како вовед да дадеме едно ваше видување за тоа кои се главните карактеристики на оваа стара градска македонска архитектура. Да. Фокусот на македонската традиционална архитектура во Македонија од прашањето од претходно, уште една реченица, секако дека имало архитектура. Во Македонија, на македонско тло, македонскиот народ, конкретно, е познат со првиот архитект на западната цивилизација, кој што е цитиран како таков, а тој архитект е Динократ. Во првиот учебник на западната цивилизација за архитектура, за поширокиот аудиториум, 10 книги за архитектура од Маркус Полио Витрувија, се спомнува архитектот Динократ, кој што се представува себе си како македонец. Тој му кажува на Александар на следба, веќе јас сум архитект, македонец, дојдов од Македонија да ти служам тебе и на твојата чест, да направи архитектура и да не одам сега во тие, да се вратиме на македонската куќа. Значи, постоеле различни периоди, бидејќи тука е едно флуидно подрачје кое што за жал е разградувано многу често, така да не можело да се дефинира посебна некоја, како да кажам, оставштина која што би останала особено, меѓутоа секако дека има. Тие архетипски теми кои што постоеле уште од антика се пренесуваат и до денешниот ден. Така да она што го гледаме како архитектура од 19-тиот век, мислам доминантнова традиционалната архитектура, е практично рефлексија продолжеток на сите тие стилови.
Сега, традиционалната архитектура била резултат на влиянието, свесноста на градителите, на македонскиот народ, кој што живеел и градел складно на начинот на живот и економските можности кои ги имал во рамките на Отоманската империја. Мислам, и тоа се и текако важно. Значи, едно е да имате повеќе средства, друго е да имате помалку, што може да направите. Но длабоко ве уверувам, еве и пред студентите гледавме, баш и денеска гледавме конечно, ја гледавме куќата во Горно Врановце, конкретно. Мислам за Нова Македонија, нели, пред 80 години, тоа е куќа која што, кога ќе ја погледнете како структура, може да биде парадигма, да не речам сега, уште и подобра од најмодерните куќи кои што ги среќаваме во Холандија, кои што имаат неверојатна длабока заради својата искреност. Значи, ако нешто можам да кажам за македонската народна архитектура, дека е суштествено, тоа е искреноста. Зошто се искрени? Затоа што и луѓето биле искрени. Затоа што и луѓето имале чувство и верба. Прво биле искрени кон природата, биле искрени кон собствената позиција, значи не сакал да покаже повеќе од колку што е, и искрени кон околината како таква. Значи, ниеден не си дозволувал заради искрениот однос да му пречи на соседот. Значи, искреноста резултира со еден резултат кој што е секогаш и динамичен и неповторлив. Колку и да се куќите сите слични, тие се сите неповторливи како и личностите. Така да еден собствен израз, еден собствен свој идентитет давале луѓето кои што биле собственици на тие куќи. Апсолутно, тоа е суштината, да. И мораме да истакнеме дека во Македонија има повеќе градови со добро зачувана стара архитектура. Ќе ги споменам Охрид, Крушево, Кратево, тие всушност и представуваат комплетни урбанистички целини на стара македонска архитектура. Дел од тие сегменти може да се препознаат и во други градови од нашата земја, но тоа што е особено значајно е дека старата градска архитектура создала единство на проектантски и градежни методи со материјал и дизајн на градба кои носат специфики и обележје на оваа поднебје, македонско. Кои се тие обележја? Па еве почнавме со искреноста. Значи искреноста и умереноста. Значи не се тежнеело да се содадат некои особени стилски, видовме во Битола, дека се тоа веќе други влијанија, архитектите и тајфите одат низ целиот Балкан, еве, еден од како да кажам, влијателните архитекти од 19. век, тајфата преку татком е нашиот Андреа Дамјанов. Црквата Света Богородица тука во наша близина сега на Македонската радиотелевизија е дело на таткото и на синот, Андреа Дамјанов. Значи, тоа се луѓе кои што цел Балкан го имаат прошетано. И нормално, влијанијата стилски кои што ги гледале, кои што биле актуелни, ги превземале. И тогаш, како и сега може би уште повеќе, за жал, имало влијание на одредени стилски елементи кои што се специфични за некој друго поднебје и луѓето, за жал, мислеле дека превземајќи ги, дека ќе бидат актуелни. Не дека сум против надворешните влијанија, но мислам дека влијанието, ова искреност што велам во македонскиот народ, која што го изразувала, особено во 19. век, духот на народот. Значи, една самосвесност и цврстина која што и резултирала со востанија и така натака. Така и со архитектурата. Иако, ова е може би клучно, климатските услови и материјалната позадина се оние кои што ја дефинираат куќата. Ние конкретно, низ целиот Балкан, и незините облици, детали и така натака. Ние во Македонија, во различни места, имаме различен тип на објекти, различен тип на куќи. Зошто? Затоа што друга е климата. Не можете вие да имате иста структура во Велес, или да имате во Охрид, или во Крушево. Ги споменавте и влијанијата, но и веќе се насочивте кон архитектурата, градбата на македонската куќа и всушност македонската староградска куќа е составен дел од македонската традиционална архитектура од 19. век и мораме да истакнеме зона влијание кој што го споменавте и покрај политичката подчинетост на Македонија во рамките на Османлиската империја се зачувала македонската културна традиција која се одразила и врз архитектонскиот стил на староградската македонска куќа, во која што се открива посебен архитектонски израз и кога говориме за тој архитектонски израз, повторно доаѓаме до оној идентитет и до оној македонски белег. Да, значи прво, куќите
во однос на нивната околина. Тие имаат многу голема внимателност. Значи внимаваат како застануваат. Не се тоа произволни застанувања во просторот. Прават еден ансамбл секогаш. Значи и пред малку ги спомнавте ансамбли кои што се уште постојат во не, за жал во се помал број, меѓутоа постојат. И се надевам дека ќе успееме да ги возобновиме. Значи од една страна е таа внимателност во една севкупна морфологија на ниво на градска слика, потоа самите објекти зрачат со една воздржаност. Значи, од нужната потреба за простор се добиваат нивните димензии, нивниот степен на затвореност, кој што варира од најзатворена зимска, да речеме, соба, до преку чардакот, кој што е специфичен, и кој што одговара на тие климатски услови кои што се на нашево поднебе, значи да се живее на отворено, да се има провев и така. Потоа, она што за мене е важно, кога ќе ги погледнете просториите кои што се на север, секогаш логично се затворени и се длабоко затворени во една куќа. Куќата на баба ми во Крушево. Собите на север што се и на запад се затворени, меѓутоа чардакот и другите соби кои што се кон југ, поточно кон исток, поточно кон Пелагонија, се апсолутно отворени. Значи, тој градител имал еден органски однос. Ако е некој одговор на вашето прашање, што е специфичното? Да. Органското е специфично. Органско во однос на пейзажот и влијанијата од околината и органско во однос на самиот програм. Особено ми остави впечаток ова што го прочитав, се однесува нели секако на македонската староградска куќа во смисол дека таа представува нешто посебно надвор од секакви можности за шематизам. Таа представува жив организам способен да заземе било каков облик во зависност од големата варијабилност на условите, прилагодување според условите, можностите и потребите на луѓето кои што живееле во куќата. Да, апсолутно се слагам, ова е изворена дефиниција. Во она што се обидов да го сублимирам кратко, е баш таа свесност кога направив споредбата, си дозволив да направам споредба еве со холандските куќи кои што ја изразуваат модерноста. Значи, новиот дух во новиот век, зборувам сега за 20-тиот век, значи со кои што Холандија стана позната во светот, тие куќи се навистина прекрасни и имаат таква една отвореност и специфична реактивност на програмот и на местото. Но македонските куќи тоа го имаат органски, го имаат вистински, за разлика да речеме од западноевропските, холандски, кои што се во најголем степен сепак тој израз е лична, поединечна, уметничка експресија. Овде не станува само за лична уметничка експресија, туку станува за реакција на пейзажот, на движењето на воздухот, на каменот кој што е никогаш непредвидлив. Сте приметиле што се случува? Куќите се најчесто во долната зона закривени. Никогаш не се ортогонални. Зошто? Затоа што македонскиот гений не сакал да се наспрам постави врз теренот, туку сакал да ја превземе неговата енергија. Што е логично и технички, мислам, статички е пологично. Значи, не му се спротивставува. Ја прифаќа енергијата и ја продолжува, се закривува. Како постепено се издигнува битието, куќата, таа се ослободува од тие телесни страсти, од таа материјалност и почнува да создава една геометрија која што е многу рационална, многу разумна. Од просторот полека дојдовме и до материјалите кои се користеле при градењето. Македонскиот архитектонски израз се темели на природните градежни материјали и рамноправните на нив елементи, сонцето, небото и зеленилото. Тоа го спомена во најавата. И мораме да истакнеме дека генерално македонските градови живеат заедно и создаваат не секојдневно единство помеѓу нивната архитектура, но и природниот пейзаж кој што вие го споменавте, вградени во објектите и всушност тоа е една автентичност и единственост која што отсликува и македонската традиција и живеењето, животот на македонскиот народ и неговото снаоѓање во просторот, искористување на природните можности и секако сето тоа да го прилагоди на своите потреби. Да, и ова морам да ве пофалам, мислам апсолутно се слагам со овие дефиниции. Значи специфичното е тоа да се прифати безкомпромисно условот на местото и од него да се создаде нова состојба.
оттаму и потекнува дека приземјето е секогаш во камен, а како кај растенијата, како кај дрвјата. Стеблото е потврсто, гранките се оние кои што се лабилни. Така и објектите во приземјето се тешки и стабилни, веќе наспратовите стануваат се полесни, со да не одам сега во материјална расправа за начинот на како се материјалите составени. Но тука е важно дека има она што исто го кажавте, а тоа е големата количина на сонце. Значи, воопшто Македонија, македонскиот народ е цивилизација која што се темели на светлината, на сонцето, на конструктивноста и на создавањето. Така да тоа го изразуваат и куките. Па дури и куките, веќе споменам една, бидејќи се различни, нели? Тоа го кажавме на почетокот. Куките, да речеме, во галичник. Импресиониран сум бил од секогаш од куќите од галечник. Во една сурова природа, куќата во галечник застанува цврсто и му се спротивставува дури и на пейзажот. И нормално дека после тие луѓе ќе дигнат и востанија, ќе направат држави околу себе, мислам, ќе може да создават. Куќата го изразува битието на човекот. Сакам да дополнам уште нешто. Повелете. А тоа е дека, значи, покрај програмата која што е комплексна, значи од приземниот дел или келерот, мислам, оне што подрумски дел во кој што се чува храната и така, до она осончевиот чардак кој што е полуотворен, отворен, затворен, кој што го абсорбира сонцето во себе, секогаш во нашите традиционални домови, значи куќата како дом, тоа сакам да го апострофираме, има икона. Иконата воопшто не е наивна. Иконата е интенцијата да се има духовно средиште во куќата и тоа духовно средиште да се поистовети со куќата. Значи имаме семена, куќна икона, икона која што го чува семејството. Тоа е традиција која што среќаваме уште пред неколку илјади години пред наша ера во целата оваа надолиска ода надолија наваму, тоа се така наречените жртвеници кои што се наоѓаат во куќите. Да речем во антиката вој, македонистички круг тука, секојаш имало жртвеник. И во македонската куќа имате жртвеник. Поточно не е жртвеник класично, нормално, сега има друга, тоа е иконата. Така да. Разговорот ќе го заокружиме со тоа дека старата македонска архитектура се уште е жива, но заслужува да се одржи и да не згасне. Да продолжи просторната синтеза со формите на околината, со пејсаж и во урбан амбиент, за да остане жива архитектонската традиција која го отсликува културниот идентитет на македонскиот народ и на македонското поднебје. И овде јас ќе надополнам со зачувување на старите градби кои што треба да не подсетуваат нели на таа наша убава македонска традиција кога станува збор за архитектурата, но сето тоа да се примени при создавање на новите градби и на тој начин повторно да ја зачуваме таа традиција. Да, значи ќе почнам од еден периферен дел, мислам, во одговорот. Познати се и цртежите, забелешките, анализите кои што традиционалната архитектура не само не во Македонија директно, ама овој културен круг ги има направено еден од творците, татковците, така наречени на модерната архитектура Ле Корбузие. Тој не бил конкретно во ова денешна Македонија, но бил во овој регион, мислам, пошироко. Во поширокиот регион на Македонија бил. Значи, станува збор за архитектура модерна, која што ги превзема принципите. Така. И во зачувувањето на нашиот идентитет, она што можеме и што би требало е да ги согледаме принципите. За жал, морам да констатирам дека денес во Македонија, во архитектурата која што почна да доминира, се влијанија кои што се од Инстаграм, од некакви светови кои што се далеку од нас и кои што не го изразуваат духот на народот. А имаме толку можности да црпиме инспирација од нешто што некој низ минатото го создавал векови наназад, за денеска повторно да го воскреснеме и да му дадеме живост и нов модерен лик. За тоа се борам и јас, иако да знаете дека не е лесно, бидејќи треба да се препознаат тие принципи, да се ускладат со новите програми и технологии, бидејќи конкретно порано обликот на семејството бил еден. Сега обликот на семејството станува друг. Така. Порано обликот на соседството и комуникацијата бил еден. Сега обликот на соседството е интернет. Порано луѓето сакале да бидат на плоштад, сега луѓето сакаат да бидат на социјална мрежа. Так. Што значи архитектурата доживува и за жал една состојба ми се чини на обеспросторување. Како да е просторот да е тој простор, реалниот простор
во име на некаков виртуелен простор се губи. И што е многу страшно, не сакам вака да завршим, ама сепак морам да го кажам. Значи, губењето на таа просторна субстанцијалност, како што и времето е субстанца, така и просторот, во дефинирањето на битието е многу важно. Се плашам дека разрушувањето на просторната субстанца и временската субстанца, чувствувањето за време, чувствувањето за простор, ќе делуваат негативно врз одржувањето на било чиј идентитет, не само македонскиот. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Мене исто така благодарам.